Дали сте спремни за уште едно видео? Секако дека сте спремни, добре дојавте во уште едно видео на Overtime with TJ на YouTube каналот BMG Sports. И во ова видео, вообичаено како што е за видеата што излагаат во петок, спремнив листа на најинтересните надпревари кои што не очекуваат викендов. Следува интересен викенд со топ надпревари, а најинтересно ќе биде во Ливерпул на Мерсисајд дербито. И пред да почнам, ве молам притиснете subscribe и кликнат звончето за да добивате известување за сите видеа во иднина. Значи имаме три надпревари. Монако, Пари Сен-Жермен од Франција, потоа одиме со надпреварот од Португалија Спортинг Лисабон Порто и Ливерпул Евертон. Но ќе има уште еден бонус надпревар, не е некој дерби, но е финале на светско првенство, светско клубско првенство, мислам Реал Мадрид Ал Хилал. Со што да почнеме? Ќе почнеме со дербито на Франција, дербито во Франција, уствари Пари Сен-Жермен Монако. Монако после зимската пауза нема пораз во Франција, 7 надпревари, 5 победи, 2 ремија. Во меѓувреме им се деси пех и спадна од купот против Родеш, втора лигаш од Родеш. Но Пол Клемент мислам дека одлично ја води екипата сезонава, ги вклопи коските како што треба и Монако го гледам следна сезона во Лига на шампиони. Ќе му биде тешко на Пари Сен-Жермен на овој надпревар, особено откако испадна од купот во поразот од Марсеј со 2-1 во текот на оваа недела. Во средата се играше тој надпревар. И игра со прв тим, значи ПСЖ, и Меси и Неймар. Со тоа една титула им побегна, сега им останува битка за титула во Лига 1, Француска Лига 1 и Лига на шампиони. Да, во вторник Пари Сен-Жермен игра со Бајер Михен во Лигата на шампионите. Тоа ќе биде само уште еден плюс за Монако пред овој надпревар. Иако и Монако игра во Лига Европа во четврток со Бајер Леверкузен, ама има 2 дена повеќе за одмор. ПСЖ во Лига 1 ќе освои титула, во тоа немам дилема, ама ќе им биде тешко во Лига на шампионите. А шеиците сакаат европска титула, сакаат титула во Лига на шампиони, доста има од титуливе во Франција. Така да, цел фокус на Пари Сен-Жермен дефинитивно е кон Бајер Михен. Ќе биде интересно да се види како ќе реагира тимот на ПСЖ после испаѓањето од купот на Франција и пред надпреварот со Бајер во Лига на шампиони. Особено што ќе игра без Мбапе кој е повреден и ќе го пропушти овој надпревар, а нема да биде спреман и со мечот со Бајер. Мислам дека сепак ПСЖ е поблиско до победа, но Монако е во одлична офанзивна форма, дава голови на речиси секој надпревар, изминативе не знам 15 надпревари, дадоа 7 гола на еден надпревар пред некое време. И мислам дека може барем до еден гол против ПСЖ, мислам дека ќе тепа ПСЖ, ама ќе биде негде 2-1, така нешто. Спортинг Лисабон Порто е вториот надпревар на мојата листа. Португалско дерби и меч кој е од голема важност за двете екипи кои играат сезонава под очекувањата. Порто е втор на табелата со 8 бода помалку од Бенфика, а Спортинг има 5 бода помалку од Брага кој е на последното место кое води во Лига на шампиони. Пазете го овој податок. Интересно е тоа што Спортинг нема победа против Порто од 2016 година или вкупно 12 надпревари поред. И мислам дека таа серија ќе продолжи после овој надпревар. Спортинг е во добра форма, има 3 победи поред, меѓу кои победата над Брага со неверојатни 5-0, но Порто е друга димензија. Ќе има многу борба, многу тактика, многу трчање и доколку сте во можност да го гледате надпреварот, гледајте го, не го пропуштајте, ќе биде топ надпревар. Сепак не очекувам многу голови дека ќе има. Ќе биде 0-0, 1-1, значи реми со малце голови. Следен меч, Ливерпул Евертон. Чекај малце. Мојата прва омилена екипа е Интер, а мојата втора омилена екипа е Ливерпул. Добро, дресов малце ми е голем, ама ослабен сум, што да правам? Ова беше на времето од дресов кога бев така, покрупен. Да, значи Интер ми е омилена екипа, навијам за нив од мал. Меѓутоа втората моја омилена екипа е Ливерпул. Немам дилема, Интер си Интер, крај на мојот од серија А. Меѓутоа ги поштувам црвените. Добро, ајде да се вратиме на дербито. Значи, над последните 27 надпревари помеѓу овие две екипи, Евертон има само една победа во Мерсисајд дербито. Па еве шанса за уште една победа, ако не тепаат сега, не знам кога. Сите погледи на островот викендот ќе бидат свртени кон Ливерпул, кон 242-то Мерсисајд дерби. Ливерпул Евертон е шлагот на тортата во понеделник во рамки на 23-то коло од Премиер лигата. Ова е едно од најголемите и најстарите дерби надпревари во Англија. Ако се тргне на страна моменталниот квалитет на екипите, ова е поголемо од дерби од било кое друго на островот. И тоа во секоја смисла на зборот. Ова дерби се игра без пауза во Премиер лигата од 1962 година. Битката за Ливерпул секогаш нуди интересни, неизвестни средби со многу борба, како на теренот, така и на трибините. Така ќе биде овој пат без разлика што Ливерпул има поквалитетен и подобар тим
од својот ривал. Евертон со Шон Дејч изгледаше одлично против Арсенал. Да дебитираш на клупа на екипа која што се бори за опстанок против лидерот на табелата во Премиер Лига Арсенал и да тепаш не е мала работа. Се чини дека промената на Лампард ќе биде добра за тимот. Сега Евертон има зголемена самодоверба и тоа во вистинско време пред најголемото дерби. А Ливерпул, што се дешава со Ливерпул, не знам, ама знам дека нешто не е добро во екипава. 4 меча без победа, 3 порази, 1 реми, 10-то место на табела. Минатото коло се случи пораз од Вулфс со 3-0. Лигата на шампиони се чини дека е недостижна сезонава за екипата на клуб. Салах сезонава е очаен. Нунјес, барем досега е промешување за црвените. А слична е ситуацијата и со Гакпо, кој никако да одигра како што се очекува од него. Единствена позитива е што конечно во екипата се враќа Ван Дик. Нема да игра овој натпревар од почетокот, ама ќе биде на клупа. Време е за црвените да се вратат на победите. Очекувам нивна победа, 3 бода и старт на една победничка серија. Мислам дека ќе биде 2-0. Тепа Ливерпул. Доста е со дресов. Да, одиме со еден бонус натпревар за крај. Не беше планиран во видео, ама мора финале на светско клупско првенство. Сите чека финале Реал Мадрид Фламенго, ама бразилцеве не помина добро со Ал Хилал. Саудиците тепа со 3-2 и сосема заслужено си закажа финале со Реал Мадрид, кој пак славеше со 4-1 против Ал Ахли од Египет. Значи немојте да очекувате лесен надпревар за Реал. Се знае кој е кој на овој надпревар и Реал Мадрид тепа. Нема да пропушти шанса за светска титула, нема шанси. Ама Ал Хилал воопшто не е за подценување. Победата над Фламенго не беше воопшто случајна. Зошто? Оваа екипа е како тим репрезентација на Саудиска Арабија. Сите знаеме како Саудиска Арабија одигра на светското првенство во Катар. Освен тоа, во екипата играат фудбалери како Марега, кој долги години беше прв напаѓач во Порто. Нигериецот Гало, кој играше во Ватфорд и Манчестер Юнајтед. Аргентинецот Вието, кој играше во Атлетико Мадрид, Севиља, Фулам, Спортинг Лисабон. И имаат уште неколку странци кои се одлични фудбалери. Значи Анчелоти ќе мора да го извади најдоброто од себе и од екипата, за да може да дојде до толку посакуваниот трофеј. Ако сакаат трофејот, светска титула е упрашање. Тепа Реал, ама тесно, мислам ќе биде 2-1. Има уште неколку интересни надпревари викендов, ама овие ми изгледа некој најпривлечни. Ако имате некој поинтересен меч, пишете ни во коментар. И можете да кажете ваше мислење за надпреварите, кој тепа голови кои ќе паднат и така натаму некој тип. Следнава недела има Лига на шампиони во вторник и среда. Четврток има Лига Европа. Продолжуваме со европски надпревари. Очекувате нова видео. Не знам кога ќе биде, дали понеделник, дали вторник. Не знам кога ќе биде, спремно, уште рано. Затоа следете во каналот, не заборавајте subscribe, кликнат звончето и се гледаме понеделник или вторник, значи. Ајде, имајте убав викенд. Чао!